Денеска присуствувавме на редовното годишно обраќање на претседателот на Република Македонија, доктор Георги Иванов. Обраќањето ги опфати сите теми кои што во изминатата календарска година беа актуелни и случувањата кои што беа актуелни во нашата држава. Содржајно обраќање на кое што претседателот Иванов даде сопствено гледиште на работите во изминатата година, како секој државник што би постапил, кој би бил на негово место. Пратениците од парламентарниот состав на пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија присуствува. Во текот на денот ќе имаме дополнителни консултации како понатаму ќе продолжиме, во зависност од тоа каква ќе биде конструктивноста, дали ќе биде еднонасочно, дали ќе биде двонасочно, така што дополнително ќе бидете известени за сите одлуки кои што понатаму ќе ги носиме. Ве молиме за прашање поставете. Дали е можно прегрупирање од 10 пратенички групи во една, бидејќи нели има промени во партијата и ви недостасуваат, како што гледам, двајца пратеници кои што беа едни од најгласните за промени, односно за одлагање на конгресот за ваш избор? Сите опции се отворени. Се разбира дека ние заедно со пратениците ќе дискутираме, ќе отвориме внутрипартиска дебата, ќе го оцениме интересот на граѓаните на Република Македонија и визави тој интерес ќе носиме такви решенија. Се разбира дека сите опции се отворени, сите пратеници се на располагање на пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Ние утринава имавме една кратка координација во која што заеднички дојдовме овдека во собранието, на која што беше присутен еден од двајцата кои што ги споменавме, наши партиски другари, искусни соборци кои што во минатото допринеле премногу за оваа партија, обавувале сериозни државни функции, биле министри, пратеници, координатори на пратеничка група, имаат уште што многу да дадат и за ВМРО ДПМН, и за граѓаните, но и за Република Македонија, така што ние едногласно сметаме на нивниот капацитет, на нивниот потенцијал, зашто и они се сложија, така што продолжуваме понатаму заеднички да работиме во интересите на граѓаните на Република Македонија и Република Македонија во целост. Која е причината што господин Димовски не е веќе координатор? Дали е причина од незадоволство? Не е тоа причината. Причината е господин Димовски одлучи да се повлече околу барем она што во нашата заедничка конверзација ние го констатиравме. За причините и мотивите можеби ќе треба лично него да го прашате, понда ви одговори. Меѓутоа првичниот впечаток е дека имаме сега еден времен координатор Владко Ѓорчев, кој што во периодот додека не се конституираат новите партиски органи ќе обавува функцијата координатор на пратеничката група, за понатаму ќе бидете известени како ќе продолжи. А останатите пратенички бидејќи има 10 пратенички групи нема да има, туку само една. Реков, сите опции се отворени, ќе отвориме внутрипартиска дебата, ќе видиме како понатаму ќе делуваме, но ќе делуваме исклучиво за интересите на граѓаните и Република Македонија. Ако Ѓорчев доаѓа на местото на Димовски, кој доаѓа на останатите 9 пратенички групи, Антонио Милошовски, Си остануваат истите.